Општина Кочани објави конкурс за обука на жени земјоделки за брендирање, пакување и продажба на земјоделски производи. Активноста ќе се реализира во рамки на серијата тематски обуки за економско јакнење на жените. Главни цели на обуката се подобрување на пристапот и зголемување на конкурентноста на жените на пазарот на труд преку унапредување на нивните бизнис вештини, како и за подобрување на вештините за вработување и самовработување. Исто така на обуката ќе се работи и на подобрување на конкурентноста на пазарот на компаниите што ги предводат или пак се во собственост на жени. Според критериумите во конкурсот, кандидатките кои ќе пројават интерес треба да се на возраст од над 18 години, да имаат минимум завршено средно образование и да се жителки на општина Кочани. Во обуката што ќе се спроведе онлайн, ќе бидат опфатени 20 жени кои треба да се невработени или вработени во земјоделскиот сектор, да имаат идеја за започнување земјоделски бизнис, сопствен бизнис во земјоделскиот сектор или да се косопственички на таков бизнис. Предност ќе имаат жените чии бизниси не се постари од 5 години. Пријавувањето за учество на обуката е електронски или со писмена пријава во општина Кочани најдоцна до 2 ноември. При изборот на учесничките на обуката ќе се следи принципот прва пријавена, прва услужена. Од локалната самоуправа на Кочани ги повикуваат да се пријават и жените од ранливите категории, односно самохрани мајки, жени од рурални средини, жртви на семејно насилство и жени со попреченост. Обуката ќе се реализира во соработка со фондацијата Seed Македонија, како дел од проектот на UN Women, промовирање на родово одговорни политики и буџети кон транспарентно, инклузивно и отчетно управување. Финансиски, проектот е поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка и Шведската агенција за меѓународна соработка и развој СИДА. Вработените и раководниот тим на Amphenol Technology Македонија го одбележаа 9-тиот роден ден на компанијата и нејзиниот успешен развој во изминатиот едногодишен период. Прераснувањето во носечки стопански субјект во општината и регионот со најголем број работници и напредок во финансиските резултати беше повод за традиционална заедничка прослава што се одржа во саботата вечерта. Со музика, роденденска торта и краток осврт за досегашните постигнувања, директорот Сашко Наков им се заблагодари на сите работници за ангажманот и нивниот придонес Amphenol да биде една од најдобрите фирми во државата. На прославата на 9-годишнината од работењето на Amphenol беа доделени награди и признанија за најдобрите работници, како и за лојалност кон компанијата за вработените кои 5 години непрекинато се дел од тимот. Amphenol, не го кажа последниот збор, ние имаме уште многу работи да завршиме, имаме уште многу работи пред нас стојат, многу предизвици, и тоа и многу успеси и многу растови, така да има да не има и по медиумите, има да не има и секаде, така да заедно можеме многу повеќе, можеме да достигнеме уште поголеми височини. Пред 9 години сигурно дека никој не веруваше дека овде можеме да стигнеме, па не верува после дека можеме да привлечеме и луѓе од државната администрација и да биде Amphenol атрактивен бренд за да може да сакаат да аплицираат кај нас. Сега ја им порачувам дека наша една цел е да работиме на тоа да ги задржиме младите што повеќе тука и да ги искористиме максимално, бидејќи тие треба да продолжат идејата и тие треба да бидат тие носители со нови знаења, со нови искуства, па дури некои од тие кои што веќе заминале, да успееме да ги повратиме за да ја преземат идејата на Amphenol и понатаму да чекори повеќе успешен пат. Во рамки на прославата на 9-тиот роден ден се одржаа и спортски надпревари во мал фудбал, на кои учествуваа екипи од вработени во различни сектори на Amphenol. За најдобрите имаше награди и признанија. Продолжувајќи ги активностите во делот на општествената одговорност, од Amphenol истакнаа дека ќе донираат средства за реконструкција на трибината на повеќенаменското спортско игралиште во дворот на основното училиште Свети Кирил и Методи. При тоа ќе биде поставена настрешница и седишта за гледачите. Воедно, компанијата ќе донира играчки и реквизити за детските градинки во Кочани, Виница, Македонска Каменица, Пробишти, Пиберово. Во име на училиштето, право од мое име, потоа од име на вработените во основното училиште Свети Кирил и Методи од Кочани,
и на учениците кои учат во нашето училиште, да изразам една огромна благодарност до менаџерскиот тим на Amphenol Technology Македонија, затоа што во изминатите неколку години постојано вложува во наставно-образовниот процес не само во нашето училиште, туку ширум нашиот град. И би сакал во оваа пригода да врачам една благодарница од нашето училиште до менаџерскиот тим, поточно до директорот на Amphenol Technology Македонија, господинот Сашко Наков. Директоре. Ова е само продолжување на успешната соработка која што ќе продолжи и во иднина. Задоволството е наше да помагаме на училиштата и на нашите деца кои што учат таму. На одбележувањето на 9 годишнината од постоењето беше истакнато дека Amphenol Technology Македонија во моментот има 2700 работници, што представува зголемување за 17% во споредба со претходната година. Исто така, компанијата која е извозно ориентирана успешно се справува и со енергетската и економска криза што владее во светот. Во основното училиште Никола Карев почнаа активностите за одбележување на месецот на книгата што трае од 15 октомври до 15 ноември. По тој повод повторно беше отворена училишната библиотека која се реконструираше и адаптираше во изминатиот период со сопствени средства на училиштата, а која сега има нов лик. Исто така се одржи и презентација на списанија за деца во соработка со издавачката куќа Просветно дело. Промовирани беа и 2 книги. Во рамки на активностите за функционирање на училишната библиотека почнува и акција за донирање книги. Од денес па се до крајот, односно до 15 ноември, ја отпочнуваме и акцијата за донирање на книги во нашата библиотека. Таа располага со голем фонд на книги, на негде над 7000 книги. Меѓутоа, со новата концепција и новата програма дојде до промена на лектирните изданија. И поради тоа, еве, од денес официјално ја прогласуваме и таа наша акција за собирање на прецена лектирни изданија и на книги кои што ги има. Се надам дека оваа наша акција ќе најде на одзив и ќе се соберат голем дел на лектирни изданија со кои што недостасуваат. Во програмата за одбележување на месецот на книгата во основното училиште Никола Карев се одржа промоција на книгите за деца Борко Бразозборко и Спирко Немирко од авторката Ксенија Маказлиева Трајчева. Станува збор за книги за деца, наменети за таа рано училишна возраст, и тие 2 книги е интересно за нив затоа што произлегуваат токму од списанијата. Значи, расказите кои што се поместени во тие книги се веќе рубрики кои што течеле во Другарчи во Развигор и бидејќи биле читани, биле популарни, ете се одлучивме да влезат меѓу 2 корици и да станат книги. Тоа е она што денеска сакаме да го направиме во месецот на книгата, кој што јас секогаш сакам да кажам, постои 13 месец во годината, кој што е сокриен некаде меѓу 12 месеци од 15 октомври до 15 ноември. Ако мене лично ме прашувате, јас би сакала секој месец да биде месец на книгата и верувам дека е така, особено за оние кои што се влюбеници во убаво пишаниот збор. Активностите поврзани со одбележувањето на месецот на книгата ќе продолжат до средината на ноември. Целта е да се мотивираат младите што поголем дел од своето време да поминуваат во читање книги, наместо да се дружат само со модерните технолошки уреди. Извидничкиот одред Ластовица од Кочани викендов на Осоговските планини реализираше дел од активностите што се зацртани во годишната програма за работа, а во кои учествуваат младите членови. Користејќи го сончевото време и поволните природни услови, 40 извидници и симпатизери на одредот имаат целодневна настава во природа. Активностите почнаа од рекреативниот центар Пониква со извиднички марш до врвот Панаѓур на 1669 метри надморска височина. Трасата по која се пешачише беше долга околу 7 километри, а учесниците на маршот ја поминаа за околу 3 часа. Попатно имаа можност да уживаат и да собираат печурки и капини. По паузата за ручек во дворот на инфоцентарот на Пониква се одржа и вториот дел од извидничкиот ден. При тоа се организираа вообичаените извиднички активности со стреличарство и други извиднички игри. Со ова, извидничкиот одред Ластовица ги заокружува есенските активности на планина.
Зацртаната програма ќе продолжи со теоретска настава и кратки прошетки во околината на градот. Следниот престој во планина ќе биде зимскиот извиднички камп, што традиционално се одржува за време на зимскиот распуст. Од извидничкиот одред Ластовица ги покануваат сите заинтересирани да се придружат и да бидат дел од поучните и забавни настани. Фудбалерите на Осогово ги освоија 3 бода на гостувањето во Свети Николе во рамки на 6-тото коло од првенството на 3-та фудбалска лига Исток. Иако се очекуваше дека ќе имаат тешка средба против домакинот Овчеполе, кој се бори за врвот на табелата, сепак гостите од Кочани на крајот славеа победа од 4:2. Со тоа им го нанесоа првиот пораз на светиниколчани и ја презедоа лидерската позиција. Првиот гол гостите го постигнале уште во 7-та минута, а стрелец е Андреј Коцевски. Домакините успеале да изедначат во 30-та минута со погодокот на Нацев. На 6 минути пред крајот на првиот дел Осогово повторно дошло во предност со погодокот на голгетерот Тошеманов. И кога се очекувало дека со водство на Осогово ќе се отиде на пауза, домашниот играч Трендафилов во 44-та минута успеал да постигне погодок и на крајот првото полувреме да заврши нерешено. Во вториот дел, гостите од Кочани постигнале уште 2 гола во период од 10 минути, со што ги обезбедиле 3 бода. На 3:2 зголемил Дојчинов во 50-та минута, а во 60-та уште еднаш во листата на стрелците се запишал Манов. Со оваа победа Осогово има вкупно 16 бода и е на првото место пред Тиверија и Овчеполе кои имаат по 13 бода. Во следното коло на домашен терен жолто-сините ќе играат против Пробиштипски Рудар. Во втората фудбалска лига се одигра 8-то коло, во кое Виничка Слога 1934 загуби со 3:0 на гостувањето во Битола против Пелистер. Пелистерци го отвориле резултатот уште во првото полувреме, односно во првата минута, откако по корнерот што го извел Лјамчевски, сигурен стрелец бил Драгарски. Во второто полувреме пак головите за Пелистер ги постигнале Наумовски и Лјамчевски во 51-та, односно 92-та минута. По 8-те кола Слога има 4 порази, 3 нерешени средби и само една победа. И со 6 бода останува на 14-тото место. Во следното коло на домашен терен Виничани ќе се сретнат со Беласица, која исто така е во долниот дел на табелата. Викендов почна и првенството во 3-та кошаркарска лига. Во првото коло екипата на Баскет Дино гостуваше во Струмица против Ролинг 08 и забележи убедлива победа од 88:55. Успехот за нашите кошаркари бил обезбеден уште во првата четвртина, кога имале водство од 32:9. Во втората четвртина подобри биле домакините, а потоа гостите ја продолжили успешната серија во преостанатите 2 четвртини и ги освоиле бодовите. Победата е уште позначајна со оглед што Баскет Дино не играл во полн состав поради повреда на двајца играчи, кои се очекува во следните надпревари да се вратат во игра. На гостувањето против Ролинг, шанса за да влезат во игра добиле сите кошаркари кои отпатувале во Струмица.